Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. На позиција сме што покажува дека вечерва имаме гости, а ако ги следевте моите профили на социјалните мрежи, јасно ви е за што се зборува. Драги мои пријатели и пријателки, прво да им посакам добро вечер на мадам Гордана Гоџо. Добро вечер, добро дојдовте, и господинот Виктор Антовски. Добро вечер. Здраво живо, да сте ми расположени затоа што имаме тешки и траорни теми вечерва за разговор. А поводот за вашето гостување е одлуката за непримање на невакцинираните деца во училиште. Градинка. И во градинка. Так. Инаку, може само на кратко да го покажеме мојот компјутер. Се работи за здружение кое се вика Од нас за нас. И овие двајца гости се членови на тоа здружение и како нивни представници вечерва ќе разговараме за лепеза од теми. Навистина, онака само кратко, мојот стил е многу да не разговарам со гостите пред, да бидам што помалку информиран, што повеќе да ме информирате. Еве, можеме прво за старт, за добар вовед би било да се запознаеме какво е тоа ваше здружение, што е агендата и што е нели. Така. Видете, Јанко, значи во Македонија постојат неколку вакви здруженија за заштита на човековите права. Едно од нив е Здравје со игла не влегува, кои што на оваа тема веќе неколку години така да речам лутаат по судските лавиринти и се борат за своето право на избор. Меѓутоа, оваа година, во јануари, притисоците станаа навистина преголеми, така што и една нова енергија, нова група на луѓе се здруживме меѓу нас. Јас велам, неволја не снајде, неволја не спои. Значи, ние едноставно со тоа што ни ги избркаа децата, здравите деца од градинките, се најдовме во една ситуација кога моравме да делуваме некако здружено. Се здруживме меѓу нас и решивме тоа да го формализираме, нели, правно, да формираме едно здружение и кое што како правно лице ќе може многу полесно да делува понатаму во својата активност. Една од активностите кои што сега ги договоривме дека треба да ја организираме е една научна конференција со многу предизвикувачки наслов "Вакцините во 21. век, предизвици со кои што се соочуваме". На оваа конференција поканивме многу еминентни научници, доктори од регионот и правници, но исто така секако ги поканивме и нашите здравствени работници. Се уште немаме конкретни одговори од нив, некои имаме дека не се во можност да дојдат во тој период. Се уште ја чекаме конкретниот одговор, го чекаме од министерот Венко Филипче, дали и тој ќе присуствува на конференцијата. Конференцијата е закажана, да, закажана. Се уште не е одржана. 20 и 21 септември, тоа е следниот петок и сабота. Дали ова прва конференција од ваков вид? Од ваков тип и со ваков ранг на гости, да. Заедно ја организираме со другото здружение Здравје со игла не влегува како коорганизатори. Првиот ден ќе биде правен дел, значи првиот ден во петок ќе говорат еден наш адвокат и двајца адвокати од Србија кои што ќе се задржат на меѓународните конвенции, на случаи во Страсбур, на регионалната легислатива, на нашата локална легислатива, за да утврдиме дали ова што денеска ни се случува е согласно некакви закони или пак е тотално беззаконско. Вториот ден ќе биде акцент ќе биде даден на медицинскиот аспект на вакцинацијата и на таа тема имаме покането врвни имунолози, патолози и други доктори. Дури имаме една докторка од Хрватска која што има свој личен случај за дете оштетено од вакцина, која што ќе зборува за тој случај, така што верувам дека ќе биде многу интересна тема. Како што можам да забележам од ова на компјутерот, како што стои како е наслов, дека има доста гости со титулар доктори. Дали се тоа активни доктори кои сега или некогаш биле па напуштиле професија? Дали се тоа дали ќе бидат валидни како медицински лица? Така. Единствено господинот Сречко Сладолјев сега замина во пензија во јуни.
Тој работеше во имунолошкиот завод во Загреб и така да речеме цел живот со вакцините и многу добро знае се за нив, така што тој е единствен кој што не е веќе активен. И тој ни најави дека ова ќе му биде и последна конференција каде што ќе учествува. Добро, ајде да се разбереме. Вака на почеток, за да знаат гледачите, бидејќи гледам со многу ракавици беше прифатено од јавноста вашето гостување, а знам дека кога се дебатира на некои ваши страни има многу реакции, некако беше како во ракавици сите се стае. Вака, да е јасно, дали ова ваше здружение и оваа конференција во суштина е антивакцерска? Значи, дали е ова движење против вакцините или што? Повели? Не. Виктор? Не, значи Јанко, погрешни се таквите етикетирања. Јас не сум против вакцините, ниту пак Горде е против вакцините, ниту пак некој во нашето здружение се против вакцините. Значи, ние што сакаме? Ние сакаме вакцината да биде право на информиран пристанок. И сме против секаков вид на насилство и пресилување. Во моментов на нас што ни се случува? Ни се случува нешто, ни се случува присила. Дали може една медицинска интервенција, дали е лично познаваш некоја медицинска интервенција која што е присилна? И дали може да биде оправдана присилната медицинска интервенција? Медицинска интервенција е диализа, хемотерапија, дури обичен стетоскоп за да те прегледа педијатарот се смета за медицинска интервенција. Во Законот за заштита на пациенти стои дека за секоја медицинска интервенција потребно е да постои согласност. Значи, никој мене не може со сила да ме натера да правам диализа, хемотерапија или да ме вакцинира. Но мора да ја прифати прво мојата согласност. Откако претходно добро ќе ме информира за сите бенефити и ризици од истата. Сакате да ми кажете, ако јас сум веќе настинат и сум се согласил да се и треба да примам пеницилин, каде идеме тогаш ако јас сега, чекај, каков пеницилин ти ми даваш, дали ми даваш од алкалоид или од роше, Имате право на тоа. Имате право да бидете информирани и да кажете дали сакам или не сакам. Никој не може да ве присили. Во суштина вие за тоа зборите. Апсолутно. Но што вие можете да знаете ако идете да се вакцинирате, добивате вакцина која поминала филтри, да речеме, Светска здравствена организација. Врз основа на тоа, таа е препорачана. Преку тендери Министерството за здравство ги увезува и вие тоа го добивате. И медицинскиот работник, што може да ви каже? Може и етикетата да ви ја прочита. Тоа е многу интересно прашање. Одлично. Добро. Се работи за следно. Да, тоа се производители, да речеме, реномирани GlaxoSmithKline, Merck и така натаму. Вие ги знаете до толку. Меѓутоа, имавме случај во Македонија, не ме фаќате за збор, 2011 или 2012, каде што на сајтот на Агенцијата за лекови и медицински помагала, Малмет, секој може да дојде до тој сајт и да види, нели, се наредени сите лекови, меѓу кои и вакцините. Во овој период набавувани се вакцини, на вакцината Дифтекок за Дитепер, која што е набавувана од бугарска компанија, која што подоцна испадна дека е на црната листа на Светската здравствена организација. Значи, нашата држава увезуваше вакцини од бугарска компанија на црна листа на Светска здравствена организација. За тој случај е поднесена кривична пријава против непознат сторител, не знаеме, нели, кој е непознат сторител. Вие го направивте како здружение? Тоа е Здруженијето Здравје со игла не влегува. И обвинителството до ден денес, таа пријава ја нема процесирано. Ме разбирате ли? Значи, се покажа дека во таа вакцина има состав во неа, дел од составот, кој што е недозволен. Тоа се случуваше тогаш во Македонија. Денес од истата компанија, бугарска, набавуваме, ако не се лажам, БСЖ вакцина.
Тоа е вакцината која што им се става на новороденчињата при раѓање, заедно со хепатит Б, за кој што мајката најчесто воопшто не е ни свесна, односно не ја ни прашуваат дали сака да им стават вакцина, дали не. Тоа е исто едно од работите за кое што нашето здружение ќе се залага во иднина да се промени. Значи, мора мајката да биде информирана. Апсурдно е да ставите на новороденче хепатит Б, која што сексуално пренослива болест. Во многу држави таа вакцина се става само доколку и мајката е позитивна на тој вирус, на таа болест. Па со која идеја онда тоа се прави? Не на секој новороденче. Не, добро, знам за БСЖ вакцина. Јас сум како генерација 62 роден, тука не ни прашале. Дали не штити БСЖ сме добиле. вакцината? Дали не штити, Јанко? Најголем број во Македонија умираат од туберкулоза. Ние имаме цел институт за туберкулоза. Дали не штити БСЖ вакцината? Што мислите? На тоа и на други прашања би требало да добиеме одговор на конференцијата. Значи, ниту ја, ниту Горда не сме стручни. Ние само се прашуваме, не добиваме одговори од нашите здравствени работници. Драги гости, ја како новинар, значи, вие добивте дури и предуслови до здравствените работници изминативе 10 години, карт да бланш. Ако сакате и јас ке молчам, дојдете и само објаснете им на луѓево што се уплашени, одржете им лекција. Еве, нема ни телефон, ни прашање од мене. Само искористете го овој најгледан медиум за да им се обратите. Никој. Мене само еднаш гостин ми беше за ХПВ вакцина, за тоа газдата на телевизијата доби 500 евра во рамки на кампањата, ме убедуваше дека ќерка ми која има 11 години треба да има ХПВ вакцина. Кога на крај завршивме, сватив дека во суштина он предпоставува дека мојата ќерка тие години веќе ќе започне сексуално да биде активна со многу променување на партнери, па ќе може да овакво. На крај дознавме дека има. Јас појма немам. Мислам, ве разбирам, малце ќе влезам, ама имаме простор. Постоеле 11 или 12 ХПВ вируси, а вакцината штитела од 5. Ја векам, извинете, ќерка ми живее у едно современо цивилизацијско општество, каде што кога ќе влезе у сексуални односи, мајката ќе знае у најмала рака, ќе бидеме информирани и како што со генерации, ние тоа не го правиме по контейнери, не раѓаме деца на 13 години, малце по-цивилизиран. Кој ќе дојде време, ќе го предочам ова, па ако сама, не. Се обидува 2-3 пати од школа да ја излечат и да ја дадат таа вакцина, не го дозволив тоа и се повлекува. Но тоа се некои, да речеме, ново компоновани вакцини кои се уште у експеримент. Таа истата една докторка која за жал немам снимка, иначе би го кажал името јавно, но не можам да го докажам сега. Кај мене у радио емисија кажа дека ХПВ вакцината не ја препорачува од детска клиника, беше на видна позиција тогаш, и дека јапонците се откажале од не. Јапонците од многу вакцини се откажаа. Пољаците исто така. Да, точно така. Значи, Јапонија многу чудна работа е, многу чудна работа е. И сега малце ме плаши. Татко ми патуваше, ја им го повторувам и го мелам постојано тоа. Патуваше во Индија во многу загрозени подречја, кај што имаше вариола вера. Доби вакцина за вариола вера, а ово подоцна треба да го користиме у разговорот кој ќе збориме, и таа го штитеше до крај на живот. Немаше ревакцинација, немаше бутури, немаше пад на имунитет. Една е за секогаш. Ја доби 70 година, без последици, си живееше и така натаму. И сега јас сум малце збунет со тие поливалентни ревакцинации, ова имало, она имало. И ја, навистина сум, родител сум на 3 деца, до негде до 5-6 години ги вакцинирав и реков после, доволно беше. Ова стварно веќе не разбирам. Што понатаму? Да. Ајде ве, прво да кажам за безбедноста за Македонија, значи тоа е еден случај што тогаш се случи, каде што видовме дека таа вакцина не беше регистрирана, и второ, в Македонија нема собствена национална лабораторија за испитување на квалитетот на вакцините. Значи не постои таква лабораторија во Македонија. Зависи која. Не знам. Значи ние веруваме на сертификатите кои што се на самите вакцини и тоа е тоа. Да не го кажувам случајот со погрешните декларации кои што и до ден денес и за тоа е поднесена кривична пријава, обвинителството исто така не реагира ни на тој случај. Значи до ден денес се уште ние немаме одговор за погрешните декларации. Понатаму,
Јапонија нема воопшто задолжителни вакцини. Јапонија има доброволни и препорачани. Доброволни и препорачани. Нема задолжителни вакцини. Во Полска беше задолжителна вакцинација, се изборија за доброволна. Дури една Турција имаше задолжителна вакцинација, денеска таму е доброволна. Во 15 држави од Европската Унија постои доброволна вакцинација. И јас сега со оваа присила се прашувам, дали ние одиме да бидеме 51 држава на САД или одиме кон Европска Унија, бидејќи знаеме какви се притисоците во Соединетите Американски држави, а Македонија го следи токму тој пат, а не европскиот. Но овие земји што ги спомнавте, сите овие земји, колку бев информиран, Данска, Шведска, Малта, се со многу висок процент на вакцинација и они викаат, окей, има свеска и народот, преку 90% се вакцинираат, еве ви слободен избор. Не е баш така. Не е баш така. Добро. Не е баш така. Значи дури една Франција, ќе ја земам за пример кај што е најригорозна вакцинација значи во смисла ригорозна потребна е потврда за во училиште, за во градинка и така натаму. Дури и во една Франција 30% од населението не се вакцинира. И државата на тие родители кои што сепак ќе одлучат од било која причина да не го вакцинираат своето здраво дете, им возложува алтернатива. Алтернатива за градинка, алтернатива за училиште. Тоа значи државата не се меша во приватната политика на градинката или во приватните училишта и им возможува хомскулинг. За разлика од тоа, кај нас во моментов, значи не присилуваат да однесеме потврда, наводно со сите задолжителни вакцини, иако во закон не стои сите, стои само потврда за задолжителни примени вакцини и не ни овозможува алтернатива. Односно и на градинките им се меша во политика, на приватните и на приватните училишта. Вие сега во Нова, ако сакате да поидете невакциниран, ќе ви рече не може, мора да донесете потврда. Ај сега пак од нова реченицата како е, само малце побавно за да разберат сите. Да. Рековте, за упис во училиште, сега ви се бара потврда со сите вакцини. Зависи каде. Значи, во моментов, во училиштата настана хаос. Формално правно. Сите првачења се запишани. Зошто го кажувам тоа? Според новиот закон за образование, донесен на 5 август, значи нов закон, сега донесен, до 15 јуни училиштето е должно писмено да го извести родителот за применото прваче. Или доколку не е примено, писмено го извести, вашето прваче не е примено. По новиот закон. Ајде да речеме по стариот нека важи. По стариот закон вели, 2 месеци пред почеток на учебната година, родителот треба веќе да знае за своето прваче. Преведено, тоа би значило 30 јуни, 1 јули, ние сме требале да бидеме известени. Не се случило такво нешто, значи ние сме примени во училиште. Крај на муабетот. Формално, правно. На терен, ситуацијата е различна. Што се случува? На терен се случува следно. Имате училишта, каде што директорите го следат уставот и законите и си ги запишаа првачињата, со тие потврди кои што се однесени, полна, празна, делумна, не е важно, согласно законот, и имате училишта каде што постапуваат според некакви дописи од Министерство за образование, кои кога ќе им ги побараме, обично велат кај секретарот е болен и така натаму, односно не ни ги даваат да ги видиме дописите од Министерство за образование. Оправдано сомнеш дека одбегнуваат? Мислам да, меѓутоа тука ви нагледам и кај министерот за образование, кој што ниту еднаш јавно не излезе да каже кој е ставот на министерството и да каже да, тие првачења се запишани. Доколку тој го следи уставот и законите, тоа е единствената изјава која може да ја даде. Ништо повеќе. Ај вака, да го редефинирам, бидејќи ништо не се договаравме, ова е прилично конфузно. Дали децата што се пуштени у школа влегуваат во училница таму, физички? Зависи каде. Таму каде Кој ги враќа? Директор, учителки, зависи. Што му вика на детето? Пакуј си парталите и излези и иди си дома. Не. Значи имаш карикирам. Имаше училишта каде што ниту првиот ден не ги примија,
Ниту првиот ден, на првиот школски час, на приредба, на ништо. Тоа беше срамота. Не ги примија ниту првиот ден. Други училишта ги примија првиот ден, утредента им се јавија на родителите и им рекоа од утре не го носете детето доколку не донесете потврда со примена МРП вакцина. Има Која родители МРП, морбили, рубеола и заушки. Тоа е тровалент. Тровалент. Таа е се уште тровалентна кај нас, можеби набргу ќе стане и 4 морбили? Рубеола и заушки. Пошто две од тие три јас сум ги прележал. Мислам, Како ја и што сите треба и мои секој деца. дете да ги прележи, нормално. Заушки и морбили ми се чини дека ги прележав. Сипаници. Така, мали сипаници се. Појма немам што тоа сите и сите мои деца ги прележаа. Тоа можеби на Обично голема е сипаница, мислите, варичелата таа е таа што сите- по-честа. Меѓутоа и мали сипаници доста дечиња Се извинувам. прележуваат без никаков проблем. Да. Така што им се јавуваат на родителите и ги враќаат, им велат додека не донесете потврда за МРП вакцина. Дури некои родители Значи, меѓувреме, оние вакцини, кои јас памтам и јас како дете и моите родители и моите деца ги прележуваа најнормално и си идеа у школа Да. и така натаму и така денеска натаму. представуваат опасни болести. Денеска представуваат одеднаш стана опасни по живот на Точно така. Точно така. Само да Разбирливо е доискажам тоа што за- и кај вас има реакција. Не, Да. имаш време за искажување колку сакаш. Само ова е многу исто многу интересно. Дури има и родители кои што под притисок потпаѓаат, нормално, не може секој, не си ги знае секој правата како Во ред. прво. Јас очекувам дека ќе можам и да докажам законски ние како го имаме правото на избор и дека ние воопшто не се бориме за право на избор, туку ние го уживаме правото на избор по закони. Значи, родителите кои што попуштија, така да речам, и ја ставија МРП вакцината, однесоа потврда со МРП вакцина и директорот или кој да е таму што смета дека е надлежен и изиграва здравствена установа, му вели на родителот, не, сега треба да ми донесеш потврда со сите примени вакцини. Сите. Да. Чекайте сега, нема да. јасно. Законот што бара? Како тоа постои? Супер, Како ќе дојдеме тоа до законот. постои сега задолжителна вакцина, ајде можам да разберам нели тоа БСЖ и што ти ја знам и така натаму и така на у војска нели тоа добивавме тетанус или што ти ја знам таму за да преживееме ако не поткачи нешто. И од друга страна имаме задолжителни и какви се другите? Нема кај нас, се е видете. Има две нови. Виктор, Пнеумококата и ротавирусот се многу интересни. Написе Да. вода да го чујам малце Виктор. Извини. Повели. Види Јанко, значи вакцини во моментов има за пнеумокока и за ротавирус кој што од годинава стартуваат и се по избор на родителите. Препорачани се. Дали ќе влезат во редовниот календар за имунизација, односно вакцинација, ќе треба да видиме. Не знаеме. Меѓутоа, поентата во што е? Поентата е и тоа за што ние се бориме. Ниту една вакцина не треба да биде присилна. Треба да биде препорачана. Треба да надлежните институции да му објаснат на народот зошто треба да се вакцинира и треба на тој начин да се постигне висока стапка на вакцинација. Значи, ако нашиот пат и нашите стремежи се Европска Унија, треба да се угледаме на нив и треба да го правиме тоа што тие го прават. Што е тоа различно што ние не го правиме, а Европска Унија го прави? Па, во 17 земји во Европа вакцинацијата е право на информиран пристанок. Што значи за Во вас информиран Тоа Согласна значи сте, информирана согласна. информиран пристанок значи дека имаш Ти повторно одговори ги овие исти прашања, тоа нема проблем. имаш на пример водич, нашата држава се потрудила, ја не знам камерата каде може да го видиме овој водич. На која камера сакаш? Клизни ми ја. Еве. Ајде. Фати ме на ова. Добро, и што е оваа Кај книга? кај нас во државава за поздравување што во програмата на владата за 500 можеш да видиш слободно таа книга е една од оние 500 книги кои што се предведени, од кои што се учи на врвните престижни универзитети во Европската Унија и во САД.
Водич за вакцини. За вакцини. Ризици и предности за деца. Доктор по ориентална медицина. Што ми значи мене се ориентална медицина и вакцини и така натаму? Малце екзотика тоа ми е. Ова може да видиш кому е оваа книга? Оваа стручно ја користат во нашите медицински установи? Па би треба да се праша, оваа книга е преведена на барање на Министерството за здравство. А така? И е категоризирана во Народна универзитетска библиотека, што значи дека е четиво за секој студент. Кога е издадена? Или за кој да сака. Мислам 2010 година. Треба да видиш, инаку може да видиш, тука убаво пишува. Ова книга е дел од програмата на владата на Република Македонија за преведување на 500 стручни научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите, најреномирани универзитети во Соединетите држави и Европската унија. Значи, со оваа реченица се дава пиетет дека ова не е тралолајка, туку е ова стручен труд. Сериозно, така и за сите оние кои што се скептици по однос на прашањето на вакцинацијата, би требало да ги најдат одговорите во таа книга. Значи, секој родител што има грижа, ова треба овде. Треба, јасно. А ова би требало секој имунолог или општи лекар да го има, за која ќе дојдам ја насекиран, да го прашам што е работава, да земе, така да се консултира да ми го објасни. Знаете што е проблем? Проблем е не доаѓаат. Значи, ми се јавуваат милион луѓе, вие сте загрижени, јас сум загрижен. Се јавуваат родители, плачат, им се случуваат трагедии. Ја немам што да им кажам. Ги молам да дојдат. Абе, викам, барем за платата, бидејќи ние ве плаќаме, дојдете, смирете ги луѓево. До толку ви е задолжително. Таму влада една таква ароганција каде што вика, не, јас што ќе ти кажам и толку. Немам што тебе да ти објаснувам многу. Па ја треба да се објаснам кога ќе кажам овдека нешто, па после на совет на радиодифузија да се дообјаснам, па ако сум сгрешил да се извинам, па да им објаснам на гледачите што сум сакал да кажам, кога сум кажал, како тоа медицинско лице, и то пази, јас сум приватњак, медицинско лице кое јас го плаќам, нема ти што мене да ме прашаш, ќе слушаш како. Така. Па ако е за така, ја имам и приватно, приватникот бар ќе го платам и ќе ми објасни така се. А кога ќе го прашате, дали вие, докторе, сметате дека вакцината е безбедна и дека нема ништо да се случи на моето дете, тој нема одговор и не сака да ви потпише. Меѓутоа има одговор во книгата, може, кај што е обележено, реакции на вакцината, можете тој дел за морбили, мислам... Листата на сакаш да го прочитам? Да, па добро, не е лошо. Листата на несакани реакции поврзани со вакцината против морбили е скандалозно долга. Вакцината се покажа дека е неуспешен и трагичен експеримент. Апологетите на вакцините со статистики не уверуваат дека природните морбили би ги предизвикали истите ефекти како вакцинацијата, само во поголема мера. Што ова треба да значи? Што сака да ми каже? Кажуваа дека опасно е да ја прележиш болеста на природен пат, затоа што можно е да имаш многу компликации. Авторот кажува дека компликациите од вакцина од морбили се многу побројни отколку од природните компликации од природно прележани морбили. Но имаме деца кои имаат нарушен имунитет, здравје и така натаму, предпоставам дека кај нив и овие болести би можеле фатални да бидат. Кај нив може и еден грип да биде. Кај такви деца би требало и да се ризикува и да му се даде вакцина. Вакцината го намалува имунитетот на детето, на почеток. Кога вие ќе му ставите имунитет, вакцина на детето, му паѓа имунитетот на тоа дете и треба да биде заштитено одреден период. А така, тоа е она нели качува температура, така е, значи организмот се бори, така, секоја температура е борење на организмот. Ајде да го дочитам. Ова е премала компензација за родителите на децата кои се оштетени од вакцината против морбили. Проблемите предизвикани од вакцината против морбили се како извадени од невролошки учебник. Енцефалит, менигнит, аутизам, субкутен склерозирачки паненцефалит, епилептични нарушувања, перцептивна глувост, оптички неврит, трансферзален миелит, Жилен-Баре синдром. Човековата трагедија представена со илјадници вакви пријави е застрашувачка. Оваа вакцина е опасна, а крајниот пресврт на овој скап неуспех е следниот.
Одборот за безбедност на вакцините ги игнорира собствените откритија и не тера да веруваме дека не постојат адекватни докази за да се потврди постоењето на поврзаност меѓу вакцината и овие застрашувачки болести. Единствени состојби кои се припишуваат на МПР вакцината се тромбоцитопенија и анафилакса. Институт за медицина од 1994. Ваквото одрекување доведува до искривување на пријавувањето на несакани настани. Зошто воопшто да се пријавуваат овие настани кога индустријата за вакцини онака ги игнорира. Сестра ми после оваа вакцина негде 60-70 години тромбоцитопенија заболе. Не се. Тоа е Јанко, значи во Ама ја не можам да го докажам тоа, нели? И јас сега со оваа Тоа е изјава можам да трагичната одговарам. Можам и кривично да одговарам. Зошто? Затоа што, нели, знаете што е проблемот? Вака, Горас Росоклија пред 20 новинари ме нападна, значи на едно место, дека јас сум бил идиот, дебил и кретен, зошто сум викал лица кои говорат за вакцини. Тоа било срамота. Ја викам, па доаѓаат и лекари. Па тие лекари се кретени. Со овие зборови, еден научник од врвен рак, кој се бави со невролошки, кој ги негира сите овие работи, ме нападна јавно. И сега, ја не можам да спорам со него, он е престручен за мене. И ако решил да ме навреди, ќе си преќутиш, ја не можам да му возвратам. Јанко, дали ти доколку имаш дете кое што треба да го вакцинираш и си во недоумица и дојдеш до книгата и го прочиташ ова што го прочиташ и некој ти вика сега ти мора да му ставиш вакцина за морбили, односно МРП за да ти го примиме детето во училиште и во градинка. Што би превземал? Ќе завршам емисијата, гаси струја и си одиме дома. Не знам што да ти кажам. Стварно, значи, Така. поставуваш прашање, Значи, тоа што ја ние- не знам што... Ние тоа го у преживеавме. Ние тоа го Јанко, доживеавме, ти и не се уште знаеш го да ми доживуваме. Што имате вие последици? Што сте Не, доживели? немаме немаме ние последици. последици. Немаме последици, меѓутоа конкретно моето дете од 1 јануари е изолирано и не оди во градинка. Зошто Јас се сум одлучивте? месеци- јас сум Зошто месеци- се одлучивте да не ги вакцинирате Охо. деца? Ама еве ова ќе го прочиташ и после ова ја треба да одам да го вакцинирам. Премногу Ајде. прашања, многу Ајде. прашања. Ајде. Значи, прво се случија декларациите. После се случи министер вакцинирав, не вакцинирав внука. Зарем тоа е начин на јавна личност дека треба да ме убеди при тоа министер за здравство, тоа е начинот на кој што ќе ме убеде. Со лажно вакцинирање на внуката. Понатаму, разликите помеѓу упатствата на вакцините и она што се кажуваше. Значи, јас, Јанко, од јануари до денес се претворив во истражувачки новинар, се претворив во правник, се претворив во аналитичар. Ми се наруши моето мирно секојдневие. Јас си бев обичен родител, кој што се грижи за децата, градинка, училиште и тоа. Што сте по струка? Оп, наеднаш економист. Така. Сакам бројки, сакам да ги анализирам бројките и многу добро ги анализирав. Наеднаш на 2 јануари ми се случува порака на Viber, кој е вакциниран, кој не е вакциниран. Како прво, тоа е повреда на закон за заштита на лични податоци. Како прво, никој не се грижеше околу личните податоци. Учителки на Viber група, ве молам. Каква врска има тоа учителката, го знае мојот вакцинален статус или не. Понатаму на 8 јануари велат вака. Кој нема да донесе потврда за примена МРП вакцина, бидејќи као влада епидемија, нема да го носи детето во градинка. Прво што направив е следно. На градинката беа истакнати мерките, членовите од Закон за заштита на население од заразни болести, член 56, 57 и 64.9, и меѓу кои, повикувајќи се на тие членови, една од мерките која што треба да ја спроведе згрижувачката установа градинка е да не прима невакцинирани деца со МРП вакцина. Гледајќи ги тие членови во законот, а и целиот закон, јас таква мерка не најдов. Ме слушате? Да. Значи, Ве слушам, ја мерка. морам да се консултирам. Ја имам мултитаскинг, 30 Одлично. работи и така 20 години ја терам емисијата. Значи, Ја и кога не гледам у камери и не гледам во вас, се ве слушам и ве следам. мерка. Се извинувам поради тоа што имате такво чувство. Не е таман работа. Мерка не примање на невакцинирани деца со МРП вакцина во закон не постои. Не постои.
Понатаму си го врате филмот. Чекај малку, па мојава големата одела во градинка од порано. Дај да видам јас во Институт за јавно здравје, дали имало епидемии порано на морбиле? Имало. 2010-11, 2014, секој 3 до 4 години си постои циклус на епидемија на морбиле. Најнормална работа. И јас си реков, значи моето прво дете не било исфрлено од градинка. Зошто е исфрлено сега? Сите овие работи и книгата ме поттикнаа на тоа да сватам дека нешто не е во ред. Дека сето ова што се прави Да ја книгава и фати го присила. каталошкиот број, да се види дека ова не е некое дифтарско издание, туку издание нели кое официјално и државата го објавила во 2011. Народна универзитетска библиотека на Македонија. Што сакате повеќе? Со каталог број тој и тој. И сега малце шизофрено. Ем државата ве притиска, ем издава ваква работа. И сега на кого да верувам? На она што го издала државата за тоа Еве што ќе ви стоел? кажам јас на кого да веруваме. Кому? На законите. Што ви кажат законите? Законот вели вака. Ќе ми дозволите сега, јас не сум правник. Значи, каква е ситуацијата во Македонија? Постои нешто што се нарекува меѓународни конвенции. Меѓународните конвенции представуваат една рамка и одредени држави можат да ги ратификуваат, тоа значи да ги усвојат или да не ги усвојат, и тоа во целост или пак одредени нивни протоколи или членови. Државата Република Македонија има ратификувано многу европски конвенции, меѓународни конвенции. Јас ќе кажам само неколку кои што ја даваат суштината на проблемот. Значи, протокол кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи вели: никому не може да му се одземе правото на образование. Во своето действување во областа на образованието и наставата, државата ги почитува правата на родителите да обезбедат образование и настава во согласност со своите верски и филозофски убедувања. Уште еднаш прочитајте го. Никому не може да се одземе правото на образование. Тоа е клучно. Не, прочитајте го уште еднаш, како што го прочитавте. Уште еднаш, за да се запамти. Во своето Знам зошто действување акцентирам. во областа на образованието и наставата, државата ги почитува правата на родителите да обезбедат образование и настава во согласност со своите верски и филозофски убедувања. Понатаму, Конвенција за заштита на човековите права и достоинството на човечкото суштество во однос на примената на биологијата и медицината на Советот на Европа, донесена во Овиедо, Шпанија. Така ја нарекуваме уште Овиедо конвенција. Таа е ратификувана од страна на Собранието на Република Македонија во 2009 година. Се вели: првенство на човечкото суштество. Интересите и добросостојбата на човечкото суштество ќе преовладуваат во однос на единствениот интерес на општеството или науката. Ќе ви објаснам ева што точно значи. Понатаму, интервенција во областа на здравството може да се изврши единствено кога засегнатото лице доброволно ќе се согласи на тоа врз основа на дадена информација. Тоа е во што веќе го кажавме, право на информирана согласност. Понатаму, имаме Конвенција на правата на детето на Обединетите нации и Конвенција за остварување на правата на децата од Советот на Европа од 96 ратификувана 2002, член 28 кој гласи: државите членки му го признаваат правото на детето на образование и поради постепено остварување на ова право врз основата на еднакви можности, посебно го прогласуваат основното образование за задолжително и бесплатно за сите. И уште една, Македонија има подпишано и ратификувано и Конвенцијата против дискриминација во образованието, која што е преточена и во цел еден закон за спречување и заштита од дискриминација. Дури и во новиот закон за основно образование постои еден цел нов член 5 кој што и како убаво ја дефинира забраната од дискриминација во наставниот процес и во запишувањето. Значи, ова што сега се случува е класична дискриминација. Вие го сведувате се во ова на дискриминација. Апсолутно. Они го сведуваат ова дека вие го загрозувате јавното здравје со тоа што се пропагира. Еве го.
Значи, интересите и добросостојбата на човечкото суштество ќе преовладуваат во однос на единствениот интерес на општеството или науката. Што значи тоа? Видете, во Втората светска војна се вршени многу експерименти врз луѓето, без нивна согласност. Тоа се факти. Тоа е кажано, подоцна е сето тоа истражено и докажано. Поради тоа е донесен Нирнбергскиот кодекс. Значи, во Нирнберг и со оваа конвенција е ставено дека човечкото суштество е прво и единствено и е пред општото добро за некакви цели, за науката и медицината. Експерименти се вршат и денес. Ова го тврдам одговорно. Зошто? Затоа што во секое упатство на вакцината ќе прочитате. Имате несакани ефекти и сега они кажуваат во мал број толку, во не знам поголем број се уваат тие и тие, во толкава бројка и така натаму. Од кога ќе го поминате тој дел во упатството, ќе наидете на еден дел кој што се нарекува постмаркетиншки ефекти. Што значи постмаркетиншки ефекти? Тоа значи дека производителот ја испитувал што ја испитувал вакцината при производство. Веднаш ќе кажам дека не се правени плацебо студии и долгорочни студии за заштита на вакцината и за ефикасноста и за последици долгорочни за рак и така натаму. Такви студии не се правени од страна на производителите и се одлучува ќе се пушти во употреба. Откако ќе се пушти во употреба вакцината, се мерат постмаркетиншките ефекти во живо на моето, на твоето дете. Заради тоа постојат овие конвенции. Овие конвенции се над законите во една држава. Но очигледно не се почитуваат. Не може да не се Ама тоа вие го викате, не е точно. Се почитуваат. Ама ќе ви кажам и зошто. Не се почитуваат затоа што овие светски компании според вашето изразување и искажување и заклучок кој сега го носам, дека и покри тоа што стои оваа декларација, сите овие компании тоа го прават. Нема врска тоа со производителот. Производителот си напишал, еве ги ефектите, еве ги состојките во вакцините, кои што секој родител треба да ги прочита и како и да се запраша. Еве ги ефектите. А ние по обичај не ќе да свртиме позади. Така е. И јас не сум читала, сега почнав да читам. Да. Производителот не сноси никакви последици. Од 86-та година наваму е настанат пресврт во производството на вакцини, би рекла, и не само во производството, туку во начинот на ставање на вакцини, начинот на, не знам, тужење, кого ќе тужам и така натаму, односно, што поточно станува збор. Во 86-та година во Соединетите Американски држави, државата, односно даночните обврзници, така, државата, ја превзема одговорноста за нус појавите кај дечињата што ќе се појават. Значи, до 86-та година, ако некој родител е сигурен дека настанала последица кај неговото дете од вакцина, тој прво мора да пријави во така наречен суд за вакцини, кој што постои во Америка, односно преку VAERS системот се доаѓа до судот за вакцини и од 86-та година државата вели: сега веќе нема да ја тужиме фармакомпанијата, туку државата е таа што ќе те обештети. Доколку судот за вакцини донесе пресуда дека навистина таа нуспојава настанала кај детето предизвикана од вакцина, државата го обештетува. И има фонд во Соединетите Американски држави. Од 86-та година до денес се исплатени над 4 милиарди долари за обештетување на дечиња со вакцини. Што докажува дека државата е свесна дека вакцините имаат штетни последици. А кај нас наративот е дека никакви штетни последици. Ја ќе ви кажам, еден мој другар Филип јавно пропагираше на Фејсбук, вика подобро, вика зимовска ќе му дадам со изминат рок и со погрешна етикета, одошто никако вакциниран. Тоа е страшна работа. Тоа е страшно, Јанко. Па добро, некој треба да е менгеле на... Така е. И не само во некои се способни, нели, да го одвртат плинот. Така, ја не би можел. Така. Ја не би можел од човечки аспект. Но
има овдека се отвараат многу прашања, ме фасциниравте. Не само во САД, Ајде, значи ви слушам. овакви фондови за обештетување државни постојат во сите држави каде што е задолжително вакцинирањето. Во Македонија не постојат. Во Македонија по закон вакцинирањето е доброволно и тоа ќе продолжам да ви го докажам дека е така. Ајде, ве молам, И повелете. ова што се случува сега е беззаконие и самоволие. Значи, конвенциите се тие кои што ја даваат рамката. Државата членка која што се обврзала, односно ги усвоила конвенциите, е должна во одреден временски период да ги усогласи локалните закони. И сега ние имаме локални закони кои што сите се усогласени, овие што нас не тангираат, освен еден закон. Тоа е Закон за заштита на население од заразни болести, член 33, каде што се вели дека тие и тие вакцини се задолжителни. Не знам точно колку се наброи, 10 на 11, не знам. Тие и тие вакцини се задолжителни. Значи, тој еден член е во колизија со ова сега што го кажав за меѓународните конвенции. Меѓутоа, тоа е еден закон. Понатаму имаме Закон за основно образование. Таа фамозна потврда, која што сите ја кажуваат, таа едноставно вели следно. И таа е потполно иста со стариот член 46 од стариот Закон за образование, сега е член 60. И вели, родителот при запишување е должен да донесе потврда за примени задолжителни вакцини, потврда за офталмолошки преглед и за стоматолошки преглед. И тоа така си беше, така и е сега. Сега што се случува? Министерот ги убедува инспекторите од Државен просветен инспекторат дека тие досега не си ја работеле работата како што треба и дека полупразните или празните потврди не требало да се земат за валидни и не требало да ги запишуваат децата и демек од сега ќе важи законот дека мора да бидат полни. Законот не вели дека мора да бидат полни. Вели примени задолжителни вакцини. Што тоа значи? Ако јас сега однесам, не знам, стоматолошки преглед со 2 расипани заби или дека детето не ми гледа, што значи тоа? Училиштето нема да го прими детето? Разбирате? Тоа е нонсенс. Значи, секогаш има дечиња кои што не смеат да се вакцинираат од било која причина. Што е нивното оправдание? Зошто? Тој се повикува на член 33 од другиот закон за заштита на население од заразни болести и го врзува ова со ова. Меѓутоа, член 33 не е во согласно со конвенциите и автоматски тука ние нема што да зборуваме понатаму. Како тогаш мислите да се заштитиме од пандемии на заразни болести, како например детска парализа или не знам, има разни болести. Сега мене у моментов и не ми текнува, но нели се вакцинираме за да тука ќе кажам само една работа, бидејќи јас не сум медицинско лице, она што успеав да го истражам, нели, од релевантни учебници, и е дека например, морбилите се воведени 63-та година од Мерк. Првата вакцина е создадена од Мерк 1963 година и кога вие ќе ја погледнете статистиката на САД, на Јужен Велс и на Англија од 1800 и некоја година, значи век предходно, и ќе видите, тоа можете да го видите и на нашиот сајт, како опаѓале болестите од морбили. Значи, во моментот пред да биде извадена вакцина. Во моментот кога е воведена првата вакцина за морбили, болеста веќе била исчезната за цели 98%. Дали ме разбирате? Што мислите, зошто почнала да опаѓа? Што е вашата шпекулација? Тоа го кажуваат, не е шпекулација, тоа го кажуваат врвни научници. Зошто почнала? Тоа се подобрување на хигиенските услови и водата. Цивилизација. Хигиено-диететски режим. Цивилизација. Меѓутоа цивилизација без вакцина. Нема колера, има чиста вода за пиење, има сапун, има алкохол, има средства за дезинфекција и квалитетниот животни. Само за шарлахот, извини. Значи, шарлахот е добар пример. Добро. За шарлахот никогаш не е измислена вакцина. Шарлахот денеска го нема. Исто така исчезнал како што исчезнале морбилите. Ме разбирате? Немаме вакцина за колера, ние денеска немаме. Вие стварно за 6 месеци сте докторирале? Се обидов. Бев принудена. Не, потполно ве разбирам, затоа што еднаш за една моја блиска особа мора во странство да патувам за болест, и со директорот на клиника со
5 доктората, ја му зборам за болести и он ме клима со глава. Викам, нема што да кажете, вика, вие све знаете. Зашто? Па маката ве натерала, вика, природно. Ја, вика, од вас се разликувам што знам за уше милион вакви работи, ама вие сте навредле, вика, тоа е тоа, бидејќи, вика, ние не криеме, све е, вика, дадено што науката го открива и вие може и треба да го прочитате. Зборам 80 години, мене директор на клиника, ми викате, треба да читате, треба све. Се сеќам, ја, еве сега, не, ме натеравте да се сетам, например, во безсвесна состојба, будење и вика, и давам кокаин. Ја викам, што и даваш? Кокаин медицински за тубулација, они имаат таму, па ставаат малку за против болки, па сето тоа. И све ми објаснува што она прави цело време. Мислам, изгледа тоа по автоматизам, сваќаш, бидејќи ја како член близок, мене све ми објаснува, и сега кога ќе си го вратам филмот, па ја тоа го сакам. У најмала рака. У најмала рака. И можам да забележам дека таков однос, например, имам во приватното здравство. Буквално за секое. Ова е малце алкохол, че сега ќе ти ставам алкохол. Абе, викам, не, гњави, не, викам, мора. Абе, викам, ја поучено дете седи, 2 шамара и така натаму. Се извинувам, малце карикирам, бевте изворедни. Понатаму е, само нека дојдат сите заинтересирани на конференцијата, ќе слушнат многу повеќе. Кратка пауза да издишеме, веќе возиме скоро 60 минути од емисијата. Тоа значи дека јас сум добар како Офра, чим вие вас брзо и поминува. Значи имаме и втор дел и се надевам дека ќе имаме и простор за телефонски јавувања. Режија, одиме со блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Продолжуваме со разговорот во студиото. Останавме должни да се доискажеме за потврдите што и како. Вие ни ја предочивте декларацијата за правата на меѓународната и во основа на законите. Со тоа што дојдовме до заклучок дека овие правила кои се спроведуваат сега за недозволување на дечињата да се запишат во прво оделение и во градинка е спротивно на законот, а вие дури го нарековте со многу тежок збор, хаос вистински, беззаконие. Во моментот владее самоволија и беззаконие. Значи, оној што е најодговорен да каже дека дечињата, да, согласно уставот и законите треба да се во школските клупи, упорно молчи. Некој друг разговара со Државниот просветен инспекторат, кој што не е негова работа. И сега тој им вели, потврдите треба да бидат полни или со МРП и така натаму. Значи, еве ви уште една паралела. Во 2018 година, како постапил Државниот просветен инспекторат? Тоа е многу интересно. 2018. Добро. Значи имаме еден случај во Битола, некој директор, од некоја причина, му рекол на родителот, не, детето не ти е запишано, мора ми донесеш полна потврда за вакцини. Значи, ни епидемија, ни ништо, така? Добро. И родителот реагира до Државен просветен инспекторат, инспекторот излегува на терен, ја утврдил состојбата дека навистина детето не е запишано и веднаш донесува решение со кое што му наложува на директорот дека училиштето не е здравствена установа, туку училиштето согласно правилник за имунизација само го проверува вакциналниот статус. Толку. Училиштето нема што да се замара со тоа каква е потврдата и што е. Еве ги документите, ти ги носам, добро, 2-3 расипани заба, школа или не знам вакцини колку има, не го интересира училиштето. Тоа сакате да ми кажете дека за ваков однос на одговорните дури можат да и на раководни што се можат и да имаат и последици. Апсолутно. И за тоа треба да станат свесни сите инспектори и сите директори на училишта кои што не запишаа првачиња. Веќе се поднесени и кривични пријави против некој од нив. Вау. Да, Јанко. Секој треба да сноси одговорност за овој стрес кој што денеска се случува. Незаконски. Не постои ни еден член, ни еден закон во
Република Македонија кој што го дозволува ова што денес се случува. Јавен правобранител? Народен правобранител, ставот е јасен. Тој се изјасни уште пролета и рече дека невакцинирањето не смее да биде услов за запишување. Исто така, бившиот министер за образование, сегашен министер за правда, доктор Рената Десковска, го кажа потполно истото, со овие зборови. Невакцинирањето не смее да биде услов за запишување во училиште. Барајте си друг начин да ги убедите родителите да вакцинираат. Сакате да кажете дека сегашниот актуелниот министер спроведува некоја своја лична агенда која е Јас не знам кој со... спроведува агенда, се што знам е дека министерот за образование молчи. Ние како здружение му упативме и повик и на неговиот мејл официјален, службен, и во архивата во Министерството за образование е доставен допис од Сдруженијето од нас за нас, каде што го повикуваме конечно да излезе и да заземе став. Последните информации Вие говорите, дека... јас барам последната изјава што беше од министерот Филипче. Последните информации се дека сега на 12 во четврток ќе имале некакви, тоа е последната информација од Комисија за заразни болести, некакви разговори, преговори, не знам што. Не, ја имам сосема друга информација дека не се отстапува од одлуката за незапишување. Така кажа, Значи, јас не знам зошто министерот за здравство тоа го кажува, навистина не ми е јасно. Тој кој што е најповикан во целава ситуација е министерот Арбер Адеми. Министер за образование и наука. А он молчи. Се уште молчи. Јавно молчи. Имаме ние некои сознанија дека пуштил некакви дописи до одредени директори кои што написмено побарале да се изјасни. Што таму стои во тој допис, никој не сака да ни каже. И сега директорите на установите го слушаат министерот за здравство наместо министерот за образование под кој испаѓаат. Ама тој молчи, кого да слушаат? Значи, директорите, нема што некој да чекам да ми каже на крајот на краишта. Значи, јас сум директор на училиште. По кој закони работам јас? По устав и по закон за образование и по не знам кои други закони. Што велат законите? Аха, велат тоа и тоа. Во ред. Јас немам право да не го запишам детето. Тоа е став на еден добар директор. Кажете ме, колку е ова масовно? Дали вие како здружение ви се јавуваат овие родители кои го имаат проблем? Дали овој проблем само во Скопје или е низ цела Македонија? Цела Битола има проблем. Одредено училиште од Прилеп, барем ние што имам информации за едно училиште, имам информации во Прилеп, можеби има и други. И имам информација за одредени училишта во Скопје. Имаше некои училишта кои што правеа проблем во Скопје и Куманово, после ден-два ги вратија дечињата во училишните клупи. Што како се случи во меѓувреме, не знам. Меѓутоа имаше и такви кои што после ретерираа и ги вратија дечињата. Тие директори постапуваат законски. И уште една работа се случува, значи, јас не знам, ако министерот за здравство или кој да е, смета дека тој член 60 фамозен со таа потврда, него му кажува дека треба да се примени сите задолжителни вакцини, тогаш се прашувам зошто на диспанзерите кои што се должни да ја дадат потврдата за примени вакцини, им беше наложено дека доколку детето нема примено МРП вакцина, не смее да му издадат потврда. Значи, знаете тоа како е, Јанко? Јас се годам во суд... Не разбирам. Еве ќе ви кажам. Јас одам во суд и барам потврда за неосудуваност или поново кривична и казнена евиденција. И доколку сум неосудуван, судот ќе ми издаде потврда дека сте неосудувани. Доколку сум осудуван, судот нема да ми рече нема да ви дадам потврда бидејќи сте осудувани, туку ќе ми каже да, осудувани сте, за тие и тие случаи на тој и тој датум. Значи, диспанзерот е должен. Бидејќи тоа е моје медицинско досие на пациентот, не е на диспанзерот. Тоа е моје медицинско досие по закон за заштита на пациенти. Јас одам кај диспансерот и му велам дај ми ти копија од моето медицинско досие. Каква е таква е потврдата? Полна, празна, делумна? Не е важно. Тој е должен да ми ја даде потврдата, а не да ми рече не, немаш примено МРП вакцина, не ти давам потврда, бидејќи тоа се случуваше на терен. И ние не можевме дечињата воопшто
да однесеме документи за упис во мај. Знаете колку ние трчавме по сите диспанзери да си ги добиеме потврдите. Вие му барате потврда дека не примило вакцина? Не, јас барам потврда за примени вакцини. Каква е таква е? И да е празна, тој е должен да ми издаде. Вашите деца имаат нешто примено. Колку примено, некој толку. Да, некој не е важно. И овој вика, нема МРП, не ви Не ти дам. давам потврда. Ама каде се другите вакцини? МРП ги интересираше. МРП ги интересираше. Зошто е тоа така, се смешка Виктор? Што мислиш? Можеш ли да шпекулираш? И дали ти е страв да шпекулираш? Пази, ова се опасни теми. Не, види Јанко, нема што да шпекулираме. Што мислиш, зошто е тогаш толку инсистирање? Во државава треба да што е нашата борба? Нашата борба е Не, знам што е вашата борба. Јанко, или имаме правна држава, или немаме правна држава. Немаме правна држава. Или правото владе, или правото не владе. Зошто не владе? Ние се трудиме да доведеме состојбата Македонија да направиме поквалитетно место за живење. Лош домаќин сум. Оти, моето зошто е многу позезнато. Знаеш, на секој одговор зошто ќе поставам. И у еден момент ќе мора да застанеш. Твоето застанување не е тоа слабост за тебе. Тоа е одговор на она што се случува. Ја точно знам што сакаш да кажеш и што не смееш да кажеш. И што не смееме јавно да го кажеме. И мораме у 3 точки да го оставиме како инсинуација. Само да видам, еве, до каде можеме. Еве и ти, мадам. Зошто ова се инсистира? Од што сега се доведе оваа хистерија? Или МРП, или пријатно? Зошто? Не, види, Јанко, значи, многу чудни се мерките кои што Министерството за здравство ги носеше во однос на вакциналниот картон. Прво се огласи и рекоа дека нема да примиме ни едно прваче кое што нема да донесе полн вакцинален картон. Предпостави се едно дете кое што е на 6-7 години и не примило ниту една вакцина, а треба да прими вкупно 12 вакцини. Дали постои воопшто медицинска студија која што потврдува дека може во рок од 1 месец да се примат 12 дози на вакцини за да биде примено детето во училиште? Ја 20 години имам емисија и се уште не сум добил од стручно лице овдека одговор како може еден организам со поливалентни одеднаш да биде Еве, моите деца се вакцинирани. И ја разбирам. Добиваш БСЖ вакцина, ќе ја прележи и така натаму. После некоја година добива друга вакцина. Ама каков е тоа имунитет и чиф е тоа имунитет кога добиваш 5 болести у исто време? Извини, ја ќе се загрижам малку. Стварно сум загрижен. И треба. Нека ме разубедат, ќе дозволам. Еве, искрено. Ама не можеш да ме командаш или ќе ме слушаш или пријатно. Онда пријатно. На сите тие прашања треба да добиеме релевантни одговори на конференцијата која што организираме. Значи, ние со тие прашања се измачуваме... Од кого да ја добиете одговорите? Организиравме научна конференција која што се вели вакцините во 21. век се предизвици со кои што се соочуваме. Ги поканивме еминентните стручњаци од регионот. Дај го компјутерот режија? Да, еве ги. Тоа се доктор Сречка Сладоља, Лидија Гајски, Јована Стојковиќ, Матеја Чернич. Ова се све со титулари доктори, доктор Јадренка Биван, доктор Алма Демировиќ, потоа тука Јагода Савиќ, социолог, Милина Дорич, адвокат, Весна Симонова, фармацевт, доктор Владимир Трајковски и Нина Атанацковиќ Суломар. Они се дел од овие, како тука е издруженијето Здравје со игла не влегува. Ова се големи процеси каде што една цела свет. Добро, ние идеме кон тоа да се ослободиме од вакцините или да бидеме информирани? Да бидеме информирани. Значи, нашата идеја и се тоа што го правиме за да бидеме информирани. Овдека на оваа конференција за сега што ни недостасува да биде дебата, недостасува диалог. Недостасуваат предпоставените од Министерството за здравство кои што се експерти во областа кои што се наведени во јавното здравство. Ја поканевме. Не доаѓа. Се поканети и немаме одговор. До сега немаме одговор. Немаме одговор на поканата. Зошто е тоа така и дали ќе имаме воопшто одговор, ќе видиме.
Сакаш вака пријателски да ти кажам сега овстручно? Кажи слободно. Знаеш, бидејќи јас се занимавам со сите можни теми, не само ова, и политика, и астрономија, и култура, и така натаму, канам некои гости, наши, стручни, врвни лица, кои се во струката, да дојдат и да набраат дебак за рамна земја. Знаеш дека има едно големо светско движење рамна земја. Слушнал, да. Сите одбиваат. Но имаат одговор. Ми вика, толку е комплицирано, математички и стручно докажувањето, да докажеш дека е нешто округло. Едно е ти ако имаш свет, но ја треба тоа да го докажам математички. И тоа бара толку многу презнаење, да уште вика поише будала ќе ме направат. Ја затоа ќе си ја задржам на катедра и ќе си предавам на моите ученици. Јавно не. Ако вика будалите сакаат да веруваат, тоа е тоа. И сега вис верса, викам, дали во јавното ама пази, мене од верувањето рамна земја или округла не ми зависи здравјето ни мое ни на моите деца. Јавно здравство. Ако ја влегувам во ризика да не ги вакцинирам или ги вакцинирам како, или да си го следам здравствениот статус на моите деца, па да видам заедно во една синергија со здравствените работници, детево има е нарушено, ова, она, ај да почекаме 6 месеци, година, дена, пак ќе го вакцинираме и така натаму. Ми се однесуваат многу арогантно, со закани, полиција ти праќа, како да ние сме неандерталци кои ќе ја уништиме цивилизацијата, ќе ги разболеме сите. Па полека загрижен родител сум. Поставувам прашања, не ми даваш одговор. Кога не ми даваш одговор, отпорот ти се поголем. И затоа мислам дека тука доаѓа. Они се поарогантни, а отпора станува посилен. Ја мислам да излезе еден од нив овдека, да дојде у оваа дебата и да ви каже, слушајте бе, Белмеси, ова е вака, така, ово, не. Пеки, така, одлично. Но има проблем, дефинитивно има проблем, а проблемот е не е во нивното знаење, на почеток што рековте, декларации, лоши вакцини. Како бе тоа лоша вакцина? Ја тоа не можам концептот да го радам. Ја разбирам, нели, ослабен вирус е ослабен вирус. Како тоа лоша вакцина? Како може да се продава лоша вакцина? Па не е ова чоколадо Европа, па да го споредуваме со Херши или со Кетберис, па ова било поквалитетно, ова не е. Ова е вакцина која треба секој да ја добие, па не сме друга раса мајмуни, а другите се луѓе. Зар не може во целиот свет да добиваме исти квалитет исто за здравје? Ај разбирам за чоколади, ај разбирам и за кафе. Па и за тоа нема да се согласам, не па за ова. Се буниме зошто Нескафето во Швајцарија било еден квалитетно, а овде па за вакцини збориме што за деца. Од каде да знам што ќе му се случи на дете? И после ќе ми викаат, Јанко, ти си Билмес, што отвараш вакви теми, немало врска аутизмот со ова. Океј, онда кажи ми со што има врска. Shit happens? Епа, не може shit happens да доаѓа во таква врска. Како рековте? Графиконот на опаѓање со цивилизацијските придобивки и со хигиената опаѓаат сите заразни болести. Како е аутизмот од еднаш се? Кажи ми што е. Ако е хлорот од водата, ќе купам филтер. Ќе ти поверувам. Ако не е вакцината, кажи ми онда што е. Од загадувањето, дај ми студија да поверувам во тоа. Дека е PM2 честичка. Значи, информирани сме, сите имаме интернет, колку толку. Забегуваме секако, ама веќе имаме презнаење. Ако господја Гожо за 6 месеци станала доктор, предпоставувам ја што сум акумулирал за 20 години. Не сум станала доктор, јас само ги почитувам. Во наводници. Да. Научниците и докторите кои што кажуваат факти. Дали вие имате лично некаков проблем со вашите деца сега со уписиве и така натаму или застапувате? Да? И да и не. Значи, јас имав проблем со градинка, Виктор исто. Во моментов моето прваче е запишано, бидејќи е во училиште каде што директорот се ги почитува законите и уставот на оваа држава. Ова е трагедија и ова е прекрасно. Значи, има луѓе свесни и кои знаат што прават, и има луѓе кои не знам што прават. Педагогот мене ми рече. Ова е стварно беззаконие. Мене ми рече, јас да кршам устав, не можам. Додека не добијам нешто црно на бело, некаква наредба, тебе детето ти е запишано. А нема наредба црно на бело. Да ги телефоните, отвори ги телефоните за јавување, сакам да ги слушнам што и гледачите ќе кажат, а може би министерот Филипче ќе се јави, ќе ни рече, деца, жолто комбе ве чека пред врата, ве пакуваме и сите тројца на ЕЕГ. Одма. Да.
Дали имам време уште од луката, сакам да ја Ве молам, коментирам. имате време колку сакате. Во некои изјави, еве, претходни на министерот за здравство, тој се повикуваше на некакви одлуки на Уставен суд, кои што вели дека му даваат за право да го спроведува ова што го спроведува. Ние имавме и лични контакти директно со него, лично во кабинетот на премиерот Заев. Сакам само да појаснам дека одлука на Уставен суд, каде што се кажува дека член 33 од Законот за заштита на население од болести е противуставен, не постои. Значи, поведена иницијатива, вистина, за оценка на уставноста на тој член, ова што го кажам дека единствено тој закон остана да не биде усогласен со меѓународните конвенции. Сдруженијето поведе иницијатива Уставниот суд да се изјасни дали е во согласно со Уставот или не. Браво. Уставниот суд рече вака: донесе решение со кое вели дека нема да се изјасни за иницијативата. Зошто? Нема да се изјасни за За вашата иницијатива. иницијатива. Значи- Што ви рече премиерот во тој момент, многу ме интересира. Не вели ние донесовме одлука, туку вели ние донесовме решение со Дека кое не- што не ја разгледуваме иницијативата. Иницијативата. А некој се осудува тоа да го прикаже малку поинаку и кажува дека е донесена одлука и ете таа одлука мене ми дава за право да го правам ова што го правам. Значи, Како ви делува министерот и премиерот? Дали беа арогантни, дали има разбирање не за ова? воопшто, Што е министерот, премиерот Заев рече дека сето ова е направено. Ние баравме се укинат мерките бидејќи нема никаков ефект и дека се противзаконски. Добро, Кратко а речено, што ви рече? Тој рече сето тоа е направено од стручни лица, анализи се правени Значи заедно не знае, други му со кажале министерот така. Филипче го кажа истото и се договоривме да организираме една ваква трибина, нели, каде што ќе се соочиме двете страни. Еве, ние ја направивме, ги каниме да дојдат. Имаме гледач на линија, можеме да го вклучиме и да слушнеме какви се нивните впечатоци или искуства, се едно или прашање до вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Со сета почит према гостинката и према вас како водител, сакам да искоментирам нешто со вакцините. Јас сум особа која 35 години работи со вакцини и апсолутно не се сложувам со тврдењата на вашата гостинка, затоа што за оно што го тврди треба да биде компетентна. Точно е дека завршила за 6 месеци медицина, ние 35 години работиме и 10 години факултет, ништо не сме знаеле и да напоменам дека јас во својот работен век имам вакцинирано преку 30.000 деца, од кои ниедно нема последица. За ова да го тврди, таја како што го тврди, треба да има релевантни докази. За она да дискутирате како од што е составена вакцината и дали е квалитетна, треба да сте компетентни. Вие дали осеќате и малку грижа на совест? Господјо, 20 години, господјо, и за овие маса на деца и на возрастни кои се разболеа, заради тоа што не се вакцинирани. До сега морбили немало. Ние да оставиме на природата, дали некој ќе куртули, дали некој ќе оди, дали некој ќе се разболи, па ќе остани, тој мислам стварно испод секаква критика. Господјо, Сакам господјо, ве молам, слуша. Значи, гостите, ова што го кажувате да не биде само телефонски, ве канат на трибината да дојдете и да бидете говорник да им одржите лекција. Вака само да ви кажам. Не, господјо, ја тука го завршувам разговорот. Ви упатувам благодарност што се јавивте и што кажавте и имате покана од нив да дојдете на конвенцијата, на конференцијата и да дебатирате за ова, да ја браните таа страна. Они молат и бараат луѓе компетентни, како вас што тврдите дека сте, да ги изнесете вашите ставови и знаења. Мерси боку, мадам. Au revoir. 6 месеци честито, ајде, па вади бомбонјера. Докторираш за 6 месеци. Па добро, има луѓе си ги сваќаат погрешно работите. Одиме со следниот гледаш, мислам дека не треба коментар, одличен беше гестот од ваш, ја поканивме на конвенцијата и стварно таму треба да се прошири. А она рече дека вашето не важи. Тоа е тоа. Добро вечер.
Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Убава вечер, поздрав до гостите, поздрав до вас, Јанко. Никако да ги решиме проблемите во државата, но кога се децата во прашање, проблемот е со многу прашалници. Прашање до гостите, кој гарантира доколку детето што ќе биде вакцинирано и доколку потоа, не знам кој временски период, се случи последица, која е гаранцијата дека детето ќе ја поднесе таа вакцина и ќе биде дете како и нашите деца пред многу, еве некои лета 30 години, кога ние родителите со страв и укор од државата, доколку не ги вакцинираме децата, имавме добивавме картици со казна и тогаш и сега 1000 евра и тогаш стравот го чудеше кај нас родителите лојзето. Фала Богу, децата се вакцинирани, добри, здрави, прави, но меѓутоа се сменија времињата. Мислам дека вакцините се бизнис од разни фабрики и разни држави, но каде е гаранцијата за родителот, дали неговото дете, откако ќе биде вакцинирано, ќе нема последици. Ви благодарам многу и добро. Така е. Ова е многу добро прашање. Не само прашање. Да, Знаеш ли кој е овој одговор? Ја ќе ви го кажам. Имате автомобил? Да. Идете на било која бензинска пумпа, било кој бензин да ставите? Не. Ма јас знам. Зошто? Затоа што знаете дека на таа бензинска поквалитетен и осеќате дека колата ви е. А таму ми е ризик затоа што не знам каков е квалитетот. Пази, за автомобил збориме. Леп бирате било каков леп, бел не земате затоа што ќе ве подуе, затоа што ве па ќе земеш црн. Вакцина давам во здравје на дете. Стварно сакам да знам што му давам. И да ми објасни, да ми одржи лекција пола саат. Во здраво дете, Јанко. 2 картончиња вака да ми земе, 2 термина да му земам, за да ме увери. Оти ја треба после да живеам со тоа дете, он не. Во здраво дете, Јанко, во здраво дете. Тоа ќе биде едно од нашите залагања како здружение, да воспоставиме поквалитетен систем за евиденција на нуспојави. Значи, во моментот постои таков правилник, точно е кажано како треба да се пријави нуспојава и кој може да пријави нуспојава. За жал, и во упатството, нели зборувам, на вакцината, и таму е наведен еден сајт, тоа е хом сајтот, како се нарекува, главниот сајт на Малмед, Агенцијата за лекови и медицински помагала. Кога ќе влезете ви на главниот сајт на Малмед, немате тука никаква форма за пријава и така натаму, туку треба да одите десно таму во менито, каде што се вели фармаковигиланца. Значи malmed.mk, ќе излезе сајтот на Малмед. Малмед МК. Или МК, не Добро, сум ова сигурна, на Австрија или целосно пишете Малмед ќе излезе. Значи, прво што треба да се направи е да се каже Малмед. точниот линк, кога веќе еве е ставен начинот на пријавување онлайн, точниот линк до формата каде што треба да се пријави никаква нуспојава. Се извинувам. Да. Ми се отвора само Малмед Австралија. Не. Пробајте со GovMK, да, веројатно. Малмед, Малмед. Или пишете Агенција за лекови, ќе излезе. Малмед Д. Малмед МК. Добро? Имаме уште двајца гледачи, имате уште нешто да се доискажете или да ги пуштам? Сакам да кажам дека нуспојавите во Македонија се пријавуваат во страшно мал процент. Прво, веројатно е дека самиот родител не знае да предпостави дека можеби некаква реакција од вакцина. Ова зборите за вигиланца. Фармаковигиланца, точно. Фармаковигиланца. Да. Кој Што е тоа кај нас фармаковигиланца? знае дека фармаковигиланца е всушност делот каде што треба да се пријават нуспојави. Поднесување Несаканите на пријави за несакани реакции на лекови. Така е. Тука спаѓа и вакцините? И вакцината, да. Мислам дека е истата форма. Значи, ова е. И сега Пријавување на некој линк несаки тука реакции. треба да има. Значи, ние го имаме ова, само не го користиме ова. Дали Свест. се користи или не, јас не Свест. знам. Тука и матичните доктори треба да си превземат. Имаме многу случаи, сега ние во муабет, нели? Леле, третото уво, нешто викам случајно да не вакцинираше претходно. Леле, знаеш дека педијаторот ми кажа дека може да од вакцина? Па викам, добро, се пријави нешто како? Не, ништо. Значи, јас запознав премногу луѓе околу мене со последици од вакцина. Премногу. Ние имаме и пресуди од судови во Македонија,
кој што се кажа ни дека таа и таа последица кај детето е од вакцина. Имаме пресуди. Имаме пресуди. Имаме пресуди. Да, Ја би сакал да видам една таква пресуда, ако може макар и анонимно редактирана, да ми биде испратена. Апсолутно. Да ја видам. Одиме со уште двајца и мислам дека тука би го завршиле разговорот со на крај со една покана за конференцијата. Добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Поздрав до вас и до гостите во емисијата. Јас би сакал да ја познам темата, бидејќи мислам дека со вакви теми се подига и свеста кај народот. Ние лично имаме две внуки. И голема беше дилемата, дали да ги вакцинираме, дали да не ги вакцинираме. Кога одлучивме да ги вакцинираме, аферата со неисправни вакцини, помилјати рокови. И тоа сето ви нанесува страх. Нели спомнавте коладо е, па мерет да не му е минат роков, а нели вакцина, се работи за живот за дете. И после кратко време, да ти кажем, донесохме одлука, бесме во странство и таму ги вакцинираме. Исто е. Тоа сакам да ви кажам. Дека се губе довербата во самите институции, во здравството, во квалитетот. Ја едва и го разбрав, предпоставам дека вие свативте Одлучил во странство да ги вакцинира да ги вакцинира, внуците, да. заради квалитет. Ви благодарам за јавувањето. Многу често се случува да ги носат, особено во Грција. И педиатрите не праќаа. Мене И лично мене ме праќале. да. Во Србија, во Грција. Во Србија не, но Во во Србија ме Грција. праќаа. Зошто? Заради торак? Во тој Институтот. период веројатно нешто знаеја, можеби сега не можам да се сетам дали тоа ова со дифтекокот тога што беше со дитепер вакцината. Во моментов вакцините барем за МРП бидејќи најмногу натаму се насочев, МРП вакцината е од истиот производител како што е, не знам, во европските држави. Ние имаме регистрирано повеќе производители, GlaxoSmithKline и Merck, конкретно за тривалентната МРП. До предпоследнава набавка се набавуваа од GlaxoSmithKline, последната набавка е од Merck. Значи тоа се реномирани производители, истите кои што набавува, не знам, и Германија, и Франција и така натаму. Значи во моментов зборам само за МРП, за другите не сум разгледувала. Во тој период, можеби, нешто знаеле педиатрите и праќале во странство. Зошто? Како? Јас тоа не можам да кажам. И одиме со последното јавување за вечерва. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, господин. Вака сега, од почеток будно ја следам емисијава и сакам да се вклучам со мој коментар и прашања. Прва работа, гостинката многу убаво објасни за правата на поединецот во однос на заедницата, по сите закони, конвенции и така натаму. Меѓутоа, за објективна оценка фали другата страна на медалот, каде што зборува и сите тие закони и конвенции за обврските на поединецот кон заедницата. Што значи никој нема право да го загрозува здравјето и животот на другите по своја вина. Тоа барам еден одговор. Втора работа, што исто така не ми се допаѓа, дали знаат гостите лек... Сврти го кадарот на гостите, те молам. Да. Дали знаат гостите лек на кој што нема несакани ефекти? Не постои, одма ќе кажам, а нека кажат и тие. Што значи, секој лек, секој лекар добро знае дека ја лечи примарната болест. Нус ефекти има, меѓутоа тие се помалку значајни. Ако се многу значајни, тогаш се прекинува па се презема нешто друго. Значи, и тоа е јасно. И трета работа, да речем, ајде да завршам на кратко, филозофска, што би се случило со човештвото ако не се родеше Луи Пастер? Благодарам, пријатно. Да. Одговорот е многу едноставен. Благодарам, ги тргаме телефоните, завршивме со јавувањата и одлично што имаме од спротивставена страна, апсолутно. затоа што јас со години ги барам луѓето кои би биле апологети, ама стручни лица, му верувам на гледачот дека си има став и гледање, но барам министер, директор на клиника, на институт да дојде
и он да ви контрира. Ако не во дебата, макар сам да ги изнесе своите ставови и мислења. Вака остануваме. Почитувани гледачи, да ви е јасно, јас со години, со децении наназад, 2 децении ја терам емисија, ги канам од јавното здравство, без оглед од која партија се на власт, одбиваат да дојдат да говорат за вакцините. Значи, да ни објаснат, да го поништат се во ова. Вие што го кажувате, ворете. Респект и почит и благодарност од мене што не следите. Но јас барам стручно лице. Бидејќи замерате зашто нема стручно лице, моја должност да ви објаснам. Не доаѓаат. Одбиваат да дојдат. Зошто? Немам објаснување. Јас би сакал отворен повик и сега, и натаму, и во иднина. Додека они не доаѓаат, ќе доаѓаат оние што се охрабрат да говорат за ова. Ви се допаѓало или не? Значи, притисокот не треба да го правите врз мене или врз моите гости. Треба да ги правите врз оние врз кои верувате, да ги натерате да дојдат, ако не во мојата емисија, на македонска телевизија, на некоја ваша партиска телевизија, било каде и нека кажат на јавноста. Затоа што овие луѓе се загрижени, родители. На конференцијата нека дојдат. Ја. Нека дојдат на конференцијата и нека одржат лекција, нека ви затнат уста. Така е. Одговорот е многу едноставен и јас ќе бидам многу кратка. Она што јас сум го осознала од стручњаците кои што ги следам, меѓу кои едниот доаѓа, врвниот имунолог Сречко Сладолјев, и тој ќе каже дека колективниот имунитет, за жал, е една догма во која што не тераат да веруваме. За жал. А ја ќе ви кажам еден куп луѓе кои се високо образовани овдека на интернет и лекции ми одржуваат мене за тој колективен имунитет. Зошто ја им викам? Зошто толку страв ако моето невакцинирано дете заболи од заушки, што е проблемот со вашето дете? И ми викаат вака. Па може, вика, заради колективниот имунитет ако се намали, иако вакцинирано е да заболи од болеста. Чекај сега. Нели те штити? Па нели те штити? Пошто татко ми, нели го спомнав на почеток, вариола вера доби вакцина. До крај на живот имаше имунитет без никакви ревакцинации и ништо. Крај на приказната. Тоа е тоа. Јанко, Значи, тоа се детски болести кои што мора да се прележат. Колективниот имунитет се здобива само на тој начин. Кога голем дел од населението ќе ја прележи болеста, тогаш се добива колективен имунитет, а не со вакцина. Па нели вакцината исто така тоа е догма. Тоа е догма. Второ. Зошто мислите дека е догма? Значи, па ќе кажам, не сум јас стручна, Сречко Сладолјев ќе дојде, ќе објасни зошто е тоа така. Има еден друг врвен имунолог, Татјана Обдуканич, здравје Боже, некогаш можеби и неа ќе ја поканиме да ќе ја поканеме во емисија ако треба. Па прво на конференција, па понатаму. Прво на конференција. За второто прашање. Да, не постои лек кој што нема несакани ефекти. Исто така и вакцината се наредени сите несакани ефекти во помал или поголем број, меѓутоа не постои ни еден лек за кој што докторот или директорот на училиште ќе ме натера да го примам. Кој може мене со сила да ми каже дека морам да пијам пеницилин или да одам на хемотерапија или не знам што. Тоа е моја согласност. Толку. И третото беше? Значи, ова е страната уште еднаш. А што би се случило доколку не бил Луј Пастер? Па веројатно светот ќе беше подобро место за живење. Ова беше јако. Режија, извади го ова неизино. Ова ќе биде јако вирално. Инаку да ви кажам дека Луј Пастер не бил имунолог, ниту... Значи, точно знам како е добиена вакцината за беснило. Точно знам. Ке застанам тук. Мислам, пак што сум читала и гледала, неле? Добро. Океј. Почитувани гости, ви благодарам за вашето учество. Ке завршам со малку да ја презентирам вашата страна. Ова е страната на од нас за нас. Да. Од нас за нас. Значи, сериозна работа, сериозна организација која не се бави со доброволна импровизации, доброволна, како што ми нагласивте. И овдека требаше негдека да го најдам она за донации, каде беше? Тоа е на сајтот на конференцијата. На сајтот на конференцијата. Да. А ова е сајтот на конференцијата која ќе се одржи во јавна соба Скопје 20 до 21 септември, крчи мене ќе биде,
може и да ви дојдам таму. Од 20 до 21 септември, нели, бидејќи ова не владина организација која нема никакви дотации и сето е на донации од луѓето, родители, загрижени кои сакаат да ја помогнат. Во секој случај, еве ја и нели сметката каде што ако сметате да донирате за да се одржат и покријат трошоците за оваа конференција за која треба да се разговара за оваа тема. Почитувани гледачи, благодарам уште еднаш за вашето внимание. Тоа беше се за вечерва. Уште еднаш нагласувам дека како и годиниве наназад, отворена покана до секоја јавна здравствена институција, министер, стручно лице, имунолог, било кој сака да ги опровргне овие искази во емисијава на стручен или било каков начин, отворена покана во било кое време под ваши услови ви стојам на услуга. И вие, почитувани гледачи, ако се вознемиривте заради темава, знаете дека беа поканети сите и се поканети. Оние што ќе прифатат се тука во емисијава. Со сета одговорност направивме и се надевам дека ќе се видиме на оваа конференција, каде што многу од овие работи во кои и јас се сомневам, и ја имам сомнежи во ова што го кажа гостите, но ќе го разговарам, ќе го слушам и ќе го се обидам да дебатирам и со стручни лица. Бидејќи отворена, можете и вие да земете учество. После тоа, сигурно, постфестум ќе направиме уште една емисија на оваа тема. Му се допаѓало тоа некому или не? Уште еднаш благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.